Продолжуваме со видеата на германски јазик онлайн, ниво B1. Во ова видео, исто така како и во претходните, ќе учиме за некои од граматиките во германскиот јазик. Поточно во ова видео ќе учиме за die Instrumentalsätze или тип на реченици кои се нарекуваат на македонски инструментални реченици. Овие реченици многу лесно се формираат, посебно ако веќе имате научено што се тоа главни и зависни реченици. Во следните неколку минути ќе видиме за што се работи. Ако сте нови на каналот и ова е прво видео кое го гледате досега, ќе ве замолиме да кликнете subscribe за да ги следите новите видеа. А сега можеме да започнеме. Како и сите други видеа, да кажеме што треба да повторите за полесно да го научите ова видео. Бидејќи овој тип на реченици не се многу поврзани со претходните видеа, можете да повторите само за сврзници во германскиот јазик, каде што имаме снимено две видеа, односно два делови за сврзници, и поточно од овие видеа важно е да научите што се тоа главни и зависни реченици, посебно како се формираат зависните реченици. Како што кажавме, во ова видео ќе учиме за die Instrumentalsätze или инструментални реченици во германскиот јазик. За почеток, како што кажавме, треба да се повтори што е тоа die Hauptsätze und die Nebensätze, или главни и зависни реченици. Накратко ќе повториме за двата типови. Што се тоа Hauptsätze или главни реченици во германскиот јазик? Во ниво А2 видовме дека нормалните реченици во германскиот јазик ги нарекуваме Hauptsätze или главни реченици, бидејќи глаголот во нив секогаш ни стои на позиција 2. Да видиме пример. Една главна реченица е ist sehr nett, или тој е многу љубезен. Глаголот sein во случајов конјугиран како ist, означен со црвена боја, гледате дека ни е на позиција број 2. Да видиме уште една реченица. Mein Nachbar hat 2 Kinder. Мојот сосед има 2 деца. Исто глаголот haben, конјугиран како hat, ни стои на втора позиција, а на прва позиција е мојот сосед во реченицата. Со користење на сврзници знаеме дека може да се поврзат две главни реченици во една главна реченица која ќе ни биде подолга. Да видиме пример. Прва реченица, односно прва главна реченица, Ich fahre nach der Schule. Јас возам кон училиштето. Со помош на сврзник би требало да ја споиме со Ich bleibe zu Hause или јас останувам дома. Овие две реченици имаат свој глагол кој стои на позиција 2. Ако ги споиме со сврзник би било следната реченица. Ich fahre nach der Schule ода Ich bleibe zu Hause. Јас возам кон училиште или јас останувам дома. Оваа реченица ни е главна реченица, која се формирала со помош на две главни реченици. Тоа беше за главните реченици, а сега што се тоа Nebensätze или зависни реченици. Поважно ни е за зависни реченици да повториме. Тоа се реченици кои се користат заедно со главна реченица или Hauptsatz во случаевите кога главната реченица не ни ја дава целосната информација. Да видиме пример, од левата страна на табелата ќе имаме главна реченица, од десната страна зависна. Er weiß nicht, тој не знае. Во оваа реченица имаме, односно оваа реченица е главна, бидејќи имаме глагол кој е на втора позиција.
Зависната реченица би била er soll Mathe lernen, тој треба математика да учи. Со користење на сврзници може да се поврзат главна плюс зависна реченица во една подолга реченица која ќе ни биде сега зависна реченица. Да видиме пример. Er weiß nicht, тој не знае, плюс er soll Mathe lernen, тој треба математика да учи. Ќе ги споиме во една реченица. Er weiß nicht, dass er Mathe lernen soll. Тој не знае дека тој математика да учи треба. Редоследот на зборовите е малку поразличен и подетално за тоа може да повторите во идејата за сврзници. Да кажеме уште некои правила при поврзување на главна плюс зависна реченица со помош на сврзник. Во главната реченица глаголот ќе ни остане на позиција 2, но во зависната реченица ни стои на крајот на реченицата. И глаголот се разбира ние секогаш конјугиран без разлика на кое место во реченицата ќе се наоѓа. Бидејќи за овај тип на реченици сврзникот ни има многу важна улога, тој секогаш ќе ни стои на почеток на зависната реченица. Да видиме пример. Ich kann nicht schlafen, запирка, weil ich krank bin. Јас не можам да спијам, бидејќи јас сум болен. Гледаме дека глаголот во главната реченица können ни стои на втора позиција, а во зависната реченица sein, конјугиран како bin, ни стои на крај. Тоа беше накратко повторување за главни и зависни реченици. А сега можеме да продолжиме со главниот дел на ова видео, односно за die Instrumentalsätze или инструментални реченици. Што се тоа Instrumentalsätze или инструментални реченици? Тоа се и модални и зависни реченици, односно Modal und Nebensätze. Ни се одржат информации за тоа како настанал некој настан и придружните околности. На кои прашални зборови ќе ни одговараат инструменталните реченици. Има два прашални зборови и запамтете ги. Првиот прашален збор е ви или како. Овој збор веќе го имаме сретнато многу пати во некои од минатите видеа. Вториот прашален збор ни е нов збор кој првпат го среќаваме, а тоа е wodurch, во превод како или со што. Обично овие два збора може да бидат и синоними. Кои сврзници ќе ги користиме во инструменталните реченици? Бидејќи кажавме дека овие реченици се тип на зависни реченици, според тоа треба да содржат и сврзници. Бидејќи, како што знаеме, главните и зависните реченици си имаат своји сврзници кои секогаш се користат со нив, па така и инструменталните реченици се имаат своји сврзници. Но многу полесно од главните и зависните реченици, инструменталните имаат само два сврзници. Тоа е сврзникот indem, во превод со тоа што, и сврзникот dadurch das, во превод со тоа дека или што. Ќе видиме примери и ќе стани појасно како прашалните зборови и сврзниците се користат во инструменталните реченици. Кажавме дека имаме два прашални зборови, ви и wodurch, и два сврзници, indem и dadurch das. Да видиме пример, од левата страна на табелата ќе имаме прашална реченица, а од десната страна на табелата инструментална реченица која одговара на прашалната.
Wie kannst du gesund bleiben? Како можеш ти здрав да останеш? На оваа реченица би одговориле Ich bin sehr gesund, indem ich Obst esse. Јас сум многу здрав со тоа што јас овошје јадам. Во прашалната реченица од левата страна гледаме дека во овај случај го користиме прашалниот збор ви. Од десната страна, инструменталната реченица, можеме да забележиме дека ги користи истите правила како класична зависна реченица или како небен зац. Кои се тие правила? Кажавме дека првиот дел од реченицата, во случајов што ни е главна реченица, имаме глагол кој стои на втора позиција или глагол bin. А вториот дел од реченицата, после запирката, имаме сврзник кој стои на прво место од оваа реченица, тоа е indem, и глагол кој ни стои на крај на реченицата, глаголот есе. Исто така, веќе знаеме дека мора двата глаголи да бидат секогаш конјугирани. Значи, инструментална реченица е тип на зависна реченица која ги користи истите правила, но си има само поинакво значење и своји сврзници. Јас сум многу здрав со тоа што јас овошје јадам. И да видиме уште еден пример со другиот прашален збор и сврзник. Во дух kannst du gesund bleiben, со што можеш ти здрав да останеш. Ich bin sehr dadurch gesund, dass ich Obst esse. Јас сум многу со тоа здрав дека јас овошје јадам. Од овие реченици која било можете да ја искористите и имаат скоро исто значење. Која е разликата меѓу класичните зависни реченици и инструменталните реченици? Како што кажавме пред една минута, единствената разлика е во сврзниците и значењето на реченицата. Да видиме пример, во горната табела ќе имаме зависна или небен зац, а во долната табела инструментална или инструменталзац. Ich kann nicht schlafen, weil ich krank bin. Ова ни е зависна реченица. Првиот дел ни е главна реченица, а вториот дел зависна. Заедно двете реченици споени ни сочинуваат една зависна реченица. Ich bin sehr gesund, indem ich Obst esse. Ова ни е инструментална реченица, која содржи прв дел, главна реченица, и втор дел, инструментална реченица. Заедно споени со сврзник ни формираат инструментална реченица. Забележете дека небен зац и инструментал зац ги имаат истите правила. Глагол во кој првиот дел од реченицата стои на втора позиција, глагол кој во вториот дел од реченицата стои на крај, двата глаголи се конјугирани и двете реченици си содржат свој сврзник кој ни стои на секогаш после запирката. Такви варијации постојат во формирањето на инструменталните реченици. Прва варијација е инверзија. За инверзија веќе имаме учено и во А1, општо за инверзија, но и во А2 имаме учено во делот кај сврзниците, кога учевме за зависните реченици. Инструменталната реченица е на позиција 1, а главната реченица на позиција 2. Значи, класично, секогаш главната би стоела на позиција 1, а инструменталната на позиција 2, но постои варијација каде што ги променуваат местата. Во тој случај, некои од правилата за позиција на останатите зборови во речениците се поинакви. Например, класична инструментална реченица би била Ich bin sehr gesund, indem ich Obst esse. Во првиот дел од реченицата имаме главна, во вториот инструментална реченица. И правилата за редослед на
глаголите, сврзниците и останатите зборови веќе ги кажавме пред малку. Ако имаме инструментална реченица со инверзија, тогаш би било In dem ich Obst esse, bin ich sehr gesund. Оваа реченица ни е со инверзија и забележувате дека првиот дел од реченицата е инструментална, а вториот главна реченица. За да не се задржуваме, да губиме многу време, кои се правилата за редоследот на зборовите при инверзија во овој случај, може да го повторите во видеото за сврзници, односно вториот дел од ниво А2. И сега одиме понатаму какви други варијации постојат во формирањето на инструменталните реченици. Позицијата на dadurch das. Класично, dadurch стои во главната реченица, а das стои во инструменталната реченица. Сепак може и dadurch и das да стојат двата зборови во инструменталната реченица. Ке видиме пример. Ich bin sehr dadurch gesund, dass ich Obst esse. Јас сум многу со тоа здрав дека јас овошје јадам. Оваа реченица веќе ја сретнавме и е класична инструментална реченица. Ако направиме варијација во позициите, би била Ich bin sehr gesund, dadurch dass ich Obst esse. Јас сум многу здрав со тоа што јас овошје јадам. Двете реченици се правилни и можете да ги користите која сакате. Сепак, левата реченица е почест начин на користење. За крај ќе направиме мала вежба со тоа што ќе прочитаме неколку примери. Der Mann zog Anna an sich, indem seinen Arm ihre Schultern legte. Човекот ја повлекол Ана кон себе со тоа што неговата рака околу нејзините рамена ја постави. Да не ве бунат глаголите, бидејќи се малку поинакви, во оваа реченица раскажуваме во претеритум. Втор пример, wollte seine Feindes täuschen, indem sie glauben ließ. Тој сакаше своите непријатели да ги измами со тоа што тој нив да веруваат ги остави. Трет пример, Николас verbesserte seine Noten, indem täglich lernte. Николас ги подобри неговите оценки со тоа што тој секојдневно учеше. Во оваа класична инструментална реченица гледаме дека ни стојат правилата кои ги кажавме во претходните минути, односно првиот дел од реченицата ни има глагол на позиција број 2, вториот дел од реченицата ни има глагол кој ни стои на крајот. Сврзникот во случајов indem ни стои после запирката, односно на прва позиција од втората реченица. Одиме со уште една реченица за пример. Man kann das Krankenhaus öffnen, dadurch dass man das Geld investiert. Може да се отвори болница со тоа што пари ќе се инвестира. Ich kann das Essen dadurch vorbereiten, dass ich den Fleiß machen. Јас можам храна со тоа да приготвам, дека јас труд ке направам. И после примерите даваме вежба со тоа што неколку реченици ке треба вие да ги одговорите. Прва реченица, ви поставуваме прашање. Wie kann man Deutsch lernen? Како може германски да се научи? Одговорете со помош на инструментална реченица.
Еве наш пример. Man kann gut Deutsch lernen, indem man viel mit jemand spricht. Може добро германски да се научи со тоа што многу со некого ќе се зборува. И друг пример. Wodurch kann man ein Problem lösen? Со што може проблем да се реши? Наш пример на инструментална реченица би било Ich kann alle Probleme dadurch lösen, dass ich viele Freunde habe. Јас можам сите проблеми со тоа да ги решам, дека јас многу пријатели имам. Се надеваме дека е јасно и лесно ќе го научите ова видео. Ако ви се допадна, дајте ни поддршка со еден лайк и ако сте нови, кликнете subscribe на YouTube и follow на Instagram. Не заборавајте да го препорачате каналот на друг кој сака да учи германски јазик. Се гледаме во следното видео.